Poštovani sorednici, poštovani šefovi Opštinskата управа, poštovani sugrađani. Ja otvaram 34. sednica na своето община Демократия. Седмицата će se održi uobičajeno na своето община Демократия на ден 31.5. петък се почва до 16 часа. И за следният дневен ред има промени в дневния ред. Ще ставим на гласане. Първа точка, заради това ще имаме верификация на мандат на нов съветник. Предлагам да бъде първа точка на дневен ред. Втора точка на дневен ред. Предлог одлука за даване на съгласност за приоритетна инвестиция на подпроект реконструкция на улица Яне Санданска в Демократия. Точка брой 3. Предлог одлука за даване на съгласност за приоритетна инвестиция на подпроект реконструкция на улица Васил Чипник, община Демократия. Точка 4. Предлог одлука за даване на крайно користене на мултифункционална машина за чистене медна ткана ЕКП Ошава Демократия. Точка брой 5. Предлог одлука за траен подпис на данъчно побаруване от евиденция водоночните области на община Демократия. Предлог брой 6. Предлог програма за измене и допълнение на програмата за изработване на урбанистични планове в община Демократия. От точка 7. Предлог заклучок за усвоюване на квартален извършен за извършуване на бюджет на община Демократия за първия квартал от 2024 година. С оглед на това дека по точка 8 трябваше да бъде предлог заклучок за усвоюване на квартален извършен за проектът възпоставяне на съветовален център за помощ и поддръжка и жертви на родово базирано семейно насилство. По сугестия на общинската администрация, пошто нема предлагачът, нямаме кой да ми образложи точката, предлагам да я отземиме от дневниот ред и како 8 точка да биде разгледување на барање от физички и правни лица. Кое е за вака предложение от дневен ред от нула на края рака? Во координација со одделението за финансија во Общинската администрација, да замолил советниците да направиме промена на точката од усвојување на квартален извештај за извршување на бюджет на Община Демократија да биде по втора точка на комуникација. Да менувате редоследот на точките од дневниот ред, туку само може да дадете подосна предност во разгледувањето на точката, например, да биде наместо разгледување 8, да дадете предност на разгледување на 2. Да не го менувате редоследот како што е, меѓутоа само да дадете предност во поглед на разгледувањето, да. Ќе дадеме предност во односно значи таа измените се станува збор за седмата точка сега, нели? За разгледување квартално, да го разгледуваме како втора точка. Да, после првата точка. Добре. Ќе гласаме за дневен ред. Кој е за вака предложение од дневен ред? Моля да крие рака. Едногласно за дневен ред. Усвојување на записникот во одржаната 33-та седница на Советот на Община Демократија. Дали некој бара збор по однос на записникот во одржаната 33-та седница на Советот на Община Демократија? Пошто никој не бара збор, да заклучувам претресот и записникот го ставам на гласење. Кој е за вака предложение од записник, моля да крene рака. Едногласно 9 гласа за. 8. Миријана гласа дури после верификацијата. Може тоа да се вклучи во. Почнуваме со првата точка на дневен ред. Предлог одлука за верификација на мандат на член на својот на Община Демократија за остаток од мандат. Значи треба да се верификува мандатот на член на својот на Община Демократија Миријана Јаневски од остаток на мандатот на Совет како нареден кандидат од листата на Дома на ДПМН и коалиција Обновена Македонија. Мандатот на членот на Совет на Община Демократија се смета од 30.5, значи од денеска, и ова одлука, ако е изгласана, би вредна од денот во службен вестник на Община Демократија. Дали некој бара збор по однос на ова точка? Пошто никој не бара збор, го заклучувам претресот и ова одлука да става на гласање. Кој е за верификација на мандатот на
новиот член на Советот, госпожа Лилијана Јаневска, молам да крене рака. 8 гласа за, нема поддржани, нема против. Значи го верификуваме мандатот, докато ми дојде Честитки, Мирјана. Јаневски. Продолжуваме со втората точка на дневниот. Избирам, да. Ве молам, станете и прочитайте ја загледната епизода. Јас, Мирјана Јаневски, речено изјавувам дека правата и должностите на член на Советот ќе ги вршам словесно и дека при нивното вршење ќе го почитувам Уставот, законот, прописите на Советот и дека ќе го штитам уставниот поредок на Република Македонија. Благодарам. Честитки, Мирјана, победува го Советот. Да, че ми ги дадеш, ајде. Добро, поминуваме на следната точка од дневниот ред, тоа е втората одлука за предлог за давање на согласност за приоритетна инвестиција на подпроект реконструкција на улица на Јане Сандалски во Димитраве. Јас избирам баш да правиме Ергините ритмиме за 8-та точка беше така. Не, за 7-та. Добро. Во тој случај предлог заклучок за усвојување на квартален извештај за извршување на бучност на општина Димитраве за првиот квартал од 2024 година. И молам предлагачот да се седне од страна. Да ви разложа. Точката е вече поставена на дневен ред. Во интерес и на нашето време, да смирим редоследот, така да ви молам да ги елаборирате по однос на кварталниот извештај за извршување на бучност на општина Димитраве за првиот квартал од 2024 година. Благодарам, председателя. Почитувани, го имате кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Димитраве за извештајниот период од 1.1.2024 до 31.3.2024 година, односно за првиот квартал. Можете од образецот К2 и од образецот К3 што можеме да заклучиме дека образецот К2 кварталниот извештај за достасени, а не намирени обврски. Значи, општина Демиркапија, купните обврски на општината изнесуваат 11.826.000 денари, од тоа тековни обврски до 30 дена изнесуваат 489.000, а обврски до 60 дена се 887.000 денари, односно обврските над 60 дена се 10.449.000. Утужени обврски немаме. Овде најголем дел отпаѓаат кон добавувачот, значи турбоинженеринг, за кој што имаме добиено средства, но се чека какво одобрување да може да се исплатат, значи, кон самиот добавувач, тоа е за Дошница локалитетот. Значи би останали уште некаде помалку од 2 милиони денари, односно тоа се тековните кои што се уште не им дошол рокот на достасаност. Од образецот К3, односно кварталниот извештај за промени на состојбите на секое задолжување на општините и јавните предпријатија кои што се основани од општината, состојбата во овој извештаен период е следната, дека обврската која што ја имаме по главницата
за кредитот кој што ни е подигнат за проект за подобрување на општинските услуги, односно МСИП-от. Имаме значи исплата на имаме платена обврска во овој извештаен период која што изнесува 1.321.000, тоа е по основна главница, и 323.134 денари, значи по основ на камати. Значи овде немаме заостарен долг. Следната наша обврска кон овој кредит ќе биде во месец август. Во К1 образецот, мислам дека го погледнавме, овде се работи значи за план и реализација на буџетската сметка, на наменската сметка, на самофинансирачка, на сметката за донации и сметката за кредити, секако и вкупно, консолидирано. Мислам дека нема потреба да ги читам нели ставка по ставка, овде се прикажани и приходната страна и расходната. Доколку имате прашања, ви стојам на располагање. Благодарам. Точка каде ставам отворам дебата по квартално извештај, дали не подавам збор. Последната точка е вообичаено Госпожа Стојанов, има прашања. Проверете. Кварталните извештаи представени извештаи, тука нема многу што да се зборува. Значи, ако одиме точка по точка, може да кажеме до образувањето има секој што така напред. Би водел се за директно прашање за финанси, затоа што кога гласавме буџетот имаше ставка за дигитализација на советниците, односно на својот относно на лекари. Сакав преди што да понесувам амандман, рекавте дека тоа е внесено во буџетот, тоа ќе се реализира во првите 6 месеци од годината така напред, но ги гледам дека нема ништо од дигитализацијата. После 3 месеци се појави некоја спонзорство, донација, што беше од кој беше таму, дека тие ќе не финансираат, но тоа уште нема дигитализација овде на советници, се да работиме со хартата и така напред. Прашањето ми е до каде е тоа, има ли најава, нема ли најава? Вака, во ред, мислам, констатацијата. Имавме еден изборен период, кој што знаеме дека од крајот на јануари па до пред 10 дена, значи бевме во тој еден период, каде што стварно се беше ставено, значи, во начекање некако. Од колешката во локален економски развој, знам дека имаме поднесено, значи, барање за донација точно во тој дел, значи, и мислам дека е и аплицирано. Се надевам дека до крајот на годината, бидејќи тој изборен период нели сега ни се поместува за неколку месеци сега наредно, дека ќе се оствари тоа. Јас би дополнила Евгенија во делот на тоа, затоа што во план за јавни набавки тоа е веќе ставено. Заклучно со 31 јануари кога имавме обврска, значи не е изменет годишниот план, се стои како обврска доколку проектот не ни биде одобрен, меѓутоа колку што имам добиена информација од градоначалникот дека ќе биде одобрен тој проект, затоа што беа тука дојдени луѓето, прибира одредени информации, тоа беше баш пред месец и повеќе. И сега не е конкретно, меѓутоа е со насока дека ќе биде прифатен нашиот проект и затоа не сакаме да брзаме во делот на објавувањето на јавната набавка, доколку можеме да ги искористиме тие средства од проектот и да не ги трошиме нашите финансиски средства. Доколку не добра, тие средства за нешто друго ќе ги изреализираме. Нарекате ребаланс на буџетот, средства ќе бидат во други. Доколку не биде одобрен проектот. Но имаме и сознание дека Ќе се одобри. Кратко прашање, веќе го сум тука, значи Сотот имаше една одлука донесено и исто беше поврзано со дружество со пари од буџетот. Значи се однесуваше за талентирани ученици и студенти. Колку што знам, таму не се пријави доволен број на кандидати, значи таа бројот од средството на финансите остана. Сотот донесе одлука да се обнови област, меѓутоа не се исклучително таа одлука на Совет, не се спроведе, од кој причина не знам дали е во општинската администрација не прегледа тоа, меѓутоа таквата одлука некој не дојде повторно на Совет, значи школската година заврши, не се реализира ништо, средството остана, дали тоа значи дека во првиот ребаланс тие средства ќе отидат
Но ставка друга. Имаме стипендија една и две значи имаме една за студент и двајца за средношколци, значи ние имавме планирано по тројца, меѓутоа ние стварно не можеме да им сугерираме на самите студенти, односно ученици, бидејќи те предпоставувам дека поголема им е стипендијата од државата и затоа не се заинтересирани, например, за нашите средства. А тие што значи си аплицира, веќе имаме значи уште за мај и за јуни. Уствари, да, така, не ни е платено. Не зборувам за тоа, зборувам зошто не се почитува одлука. Не беше донесена втора одлука, јас можам да ти кажам, затоа што јас сум член во таа комисија. Значи генерална пак одлука не беше изгласана на совет, ние усно зборувавме дека трите стипендии значи не беа искористени во делот на значи како бројка која што со правилникот ни е нас не е предвидена, ниту во делот на студентите, ниту во делот на учениците. Меѓутоа знаете дека колку доцневме и со самото објавување на огласот. Значи огласот некаде одлуката за избор ја донесовме на крајот на декември. Искрено да ти кажам, значи јас нема време јануари повторно да го обновам, а после тоа веќе фана изборен период за да објавуваме огласи за повторен избор. И заради тоа оваа година останаме со еден надешо, може би дошо рокот од 15 дена, го зголемивме на 30, сметајќи дека со тие измени ќе има поголема заинтересираност, дури помалку беше оваа година заинтересираност за разлика од лани. Така да се надеваме дека и следната година ќе има поголем број на ученици и студенти кои што би пројавили интерес да учествуваат. Меѓутоа сепак, како што каже Евгенија, дека тука пречка и кочница се овие државните стипендии, затоа што доколку зема државна стипендија не може да користат правото. И дури треба да вратиш. Што кај нас, например, тоа не ги ограничува и сите има аплицирано, меѓутоа резултатите од страна на тие конкурси не беа објавени во моментот кога ние распишавме конкурс, јавен конкурс, и тие беа во еден таков вакуум период кој што некој не се ја пријави кај нас заради таа причина. Меѓутоа знам повеќе луѓе кои што откасно се пријавени и рекоа дека да знаат тука ќе поднесат пријава затоа што не добиле. Тука има сигурно кај нас, ама сега тука не можеме ни гледаме, значи оваа година барем да биде септември како што е планирано половината на септември заради да се фатат роковите и да видиме до крај. Со школската, да се обвесна со школската година. Да. Дали некој друг има прашање? Повелете. Ја те прашав за кварталниот извештај, во делот за попратно сервисирање на летни возила. 70% се искористени средствата за 4 месеци само. За следниот период, тако нешто, како ќе се издржите? Речи знаеме за старени возни парки, може да се спеше това. Баш заради тоа, значи имавме поголеми дефекти и тоа и на двете возила. Сега не знам дали немој да сгрешам или па да излезам смешна во делот на објаснување што се случило и како, меѓутоа можам накнадно да ви дадам одговор за какви делови стануваше збор, значи замена. Се надевам дека така и ни рекоа дека нема нели да излеземе од рамките и дека нема повише такви сериозни дефекти да има, бидејќи се сменила. Да се надеваме, што да кажам, се сепак се стари возила, извозени се. Тоа е тоа. Си истрошени парите, Да, тоа е. И ги канцеларијски материјал, скоро 50%, 40% е потрошено. Новиот договор се многу специјален. Да, новиот договор, така да ќе стигнат сега. Значи можеме да се помисли. Па тој ни беше поважно за стариот, Тоа е што договор, меѓутоа критериумот најниска цена не е секогаш нај. Тоа е тоа, не е до нас. Благодарам за прашањето, благодарам за одговорите. Дали некој друг има прашања, коментари или било што друго? Пошто никој друг не има збор, односно кварталниот извештај, точката е заклучена. И оставаме гласање. Кој е за вакво предложение? Кварталниот извештај за извршување на годишна општина Капија. Молам да крене така. 5 гласа за, кој е против, кој е воздржан, 4 гласа
приема на платеното извештај. Продолжуваме со втората точка на дневен ред. Предлог одлука за давање на согласност за приоритетна инвестиција на подпроектот реконструкција на улица Јане Сандански во Шодрикапија. Доволно да важно се примиса, че се така малку. Предлагачът стигнал от Общинската управа. Точката е ставителна на дневен ред. Господин Петков, предложение по однос на одлука за давање на согласност за ова приоритетна инвестиција на подпроектот реконструкција на улица Јане Сандански, Шодрикапија да ми и дава збор. Да, значи со ова одлука се дава согласност за приоритетна инвестиција на подпроект реконструкција на улица Јане Сандански во Шодрикапија, за кој се обезбедени 100% финансиски средства преку проектот за поврзување на локални патишта помеѓу Република Северна Македонија и Меѓународна банка за обнова и развој Светска банка. Вкупната вредност на инвестицијата изнесува 3.764.902. Овој проект е веќе влезен во програмите годишни, но заради комплетирање на документација потребна е и ова одлука како за приоритетна инвестиција на подпроект. Дали некој има разбор по однос на втората точка? Поведете, господин Лапчев. Околу проектот не интересира, колку метра станува за 110 метра. Плюс пешачки, да, 110 метра. 3 милиона и 700. Да, и плюс пешачки пояс, пешачка пътека. Да, овие се согласно, сумата е согласно јавната набавка која што е реализирана веќе од страна на Министерството за транспорт. Јавната набавка ја води Министерството за транспорт. Да, но овие ги обезбедуваат средствата, овие обезбедуваат фирма изгледач, овие обезбедуваат фирма надзор. Ние сме само корисници. Само предпоставки. Значи, ние донесохме за Јане Сандански, и да го минуваше во фази, не има програмата и така натаму. Зошто не сега потребна согласност за приоритетна инвестиција? Значи, ова тек сега не ја бараше Министерство за транспорт. Значи, ние имаме повеќе проекти со Министерство за транспорт реализирано. До сега не бара оваква одлука. Значи, сега имат сигурно во нивните поставки некои измени кои што ги имат направено и веќе ја барат ова одлука. И тоа ја барат веќе на одлука. Да, по барање на Министерството. Предпоставуваме дека веќе имат некои промени. Предностите, да, мислам дека не беа предностите изтезат, да сега веќе конкретни се знаат. Не, сега се конкретни се, ама како одлука за приоритет, за претходните проекти не бара. А сега сигурно некои промени кај нив има по кои што почна да ги дава ова одлука. Но ова одлука се бара од кога веќе ги одобрија проектите, што на нас ни беше малку чудно. Но ево, значи заради комплектирање. Знаете ли за кога ги упражнуват? За месец ден отприлика, да. Така се добија информација. Добро, дали некој друг има прашање? Само да прашам, за што станува збор? Значи, за асфалтирање на улицата и дел на катонката? Значи, станува збор за улица Јане Сандански, кој што е позади комуналното, кој што е таа слека улица и е во должина 110 метри. Значи, станува збор за ширина на асфалта 5,5 метри со тротоар метар и пол од едната страна и од другата страна банкина од пола метра. Бидејќи улицата завршила слепо, таа продолжила со пешачка патека која што излева на улица 11 октомври, која што искусновиден проект беше извршена реализација. Тоа е улицата која што од општина Великапија, каде што беше
стара почна демаркација до новиот мост. Значи, фактички се прави врска со правилник. Нема да биде полска, но ќе биде пешчка. Согласно плановите кои што се одобри. Дали да бил која да точка? Пошто никој друг нема разбор, да заклучувам втората точка и предлог одлука за задавање на съгласно за приоритетна инвестиција на овој проект и конструкција на улица Јаре 17 од демаркација ставам на гласање, кој е за рака предложената предлог одлука молам да крене рака. Едногласно 9 гласа за, према против няма воздържани. Констатирам дека изгласавме предлог одлуката, продолжуваме со третата точка на дневен ред, предлог одлука за давање на согласност за приоритетна инвестиција на подпроектот реконструкција на улица во село Чифлик, општина Димитракија. Го молам предлагачот да ја образложи и ова. Значи, стана збор исто како претходната одлука, се дава согласност за приоритетна инвестиција на подпроект за реконструкција на улица во село Чифлик, општина Димитракија, за кој се обезбедени 100% финансиски средства преку проектот за поврзување на локални патишта помеѓу Република Македонија и Меѓународна банка за обнова и развој, Светска банка. Вкупната вредност на инвестициите изнесе 8.169.200 денари. Дали некој бара збор по однос на третата точка на дневен ред или има прашање? Може да се погледа господин Рачев. За колку метра? Да, значи ова е подолга километража, ще станува збор за влезат во Долни Чифлик, кај во село Чифлик влезат од Долни Чифлик, оди до Долни Чифлик, Долни Чифлик се поврзува со Горни Чифлик и потоа се враќа Долни Чифлик на патот на локалниот пат Демиркашија 3. Да, значи негде 3 километри нешто. Мислам дека како? Ефтино, зашто станува збор за 3,5 ширина на коловоз, кој што нема тротариот со лево и десно, тука има само каналети или ивишаци, тоа значи со проектот ќе се види дополнително. Ова негде при реката кај се дојде Можно и по-транзит има, да, бидејќи во проектот нема по-транзит, може се измени во самиот проект. Значи, Министерството за транспортни врски во случај доколку не може да се стабилизира коловозот, значи можно и дополнително да има инвестиции за по-транзит. Станува асфалтот е најмногу тука негде се краде до селото си брака път не е сегнати по центарот имаш чисто јува таму. Горе доле тука. Што мислам дека е 3 километра, не сум сигурен ако грешам, може би грешам. Може би грешам, но мислам дека е. Дали некој друг има прашање? Пошто никој друг нема разбор, однос на третата точка, предлог одлука за давање на согласност за приоритетна инвестиција на овој подпроект реконструкција на улица во село Чифлик, општина Димитракија, да става на гласање. Кој за ваката предлог одлука молам да крене рака. Едногласно 9 гласа за, нема против, нема воздържани. Точка број 4. Предлог одлука за давање на трајно користење на мултифункционална машина за чистење нетворка на Јерепна Бошова од Димитракија. Думалам, имаме кој делам кој да не? Јас. Поведете. Значи, ова одлука е резултат на претходно склучен договор на општина Димитракија со Вардарски плански регион. Инаку Центарот за развој на Вардарски плански регион аплицираше со проект преку Министерството за локална самоуправа за набавка на 2 мултифункционални машини за чистење, односно метларки за Демиркапија и за Неготино. Тој проект беше одобрен, метларките се набавени и согласно договор склучен за отстапување пренос на право на собственост на мултифункционална машина за чистење метларка. Значи, во член 6 од самиот договор, општина Демиркапија се обврзува во рок од 30 дена од денот на подпишувањето на договорот
Со одлука на Советот на општината да го отстапи возилото, опишано од член 3, како што е нели во член 1 од самата одлука со целата таа спецификација, да го предаде значи на располагање на ЈКП Бошева Демир Капија. Значи ние имаме обврска таа да ја дадеме на користење, на трајно користење на Бошева, бидејќи и самата намена на личното на работа. И заради тоа предлог имаме одлука за давање на трајно користење на ова машина на ЈКП Бошева, се за цел истото тие возила да се го внесат во нивната евиденција на собствени основни средства. Возилото е при нас примерно на 6.3, меѓутоа заради, како што кажавме претходно, изборниот процес, некои работи беа стопирани, имаме вредност на возилото, колку е, значи, целата таа документација ќе ни е предадена на Бошева. Да, ако има прашање. Да, не користам, можем да прашам, како тие овој глас са предла каза, имаше некој трак, ако се лага прилагање типична механизација. Имате ли информација? Нема информација. Дали некој друг бар разбор, односно четвртата точка од дневниот ред. Пошто никој не го разбори, предлог одлуката за давање на трајно користење на мултифункционалната машина за чистење на ЈКП Бошева Демир Капија, ставам на гласување кој за ваков предлог на предлог одлука, молам да крене рака. Едногласно 9 гласа за, нема против, нема воздържани. Продолжуваме понатаму. Точка број 5. Предлог одлука за трајен отпис на данъчно поварување од евиденција на данъчните области на општина Демир Капија. За образложение, благодарам председател. Значи, врз основа на извештајот кој што беше спроведен пописот за 2023 година, инаку ова се однесува само за едно правно лице во делот на отпис на поварување за комунална такса за фирма Рина, што нели ние викаме, станува збор за правното лице за нечија Сумсуреност Демир Капија. Тоа е фризерска салон на Весна, инаку она достави барање до општина Демир Капија дека има по решение повеќе е задолжувана. Задолжувана со комунална такса од 2000 денара, меѓутоа по нашата одлука треба да е задолжувана со такса од 550 денара. Значи за периодот од 2018 до 2021 година има задолжување од 2000 денара, има и она плаќање некои, меѓутоа кога ги сумиравме, ги одземавме нејзините плаќања, што треба да бидат по 550.000 денара, останува во износ од 5800 денари, затоа што она е неоправдано задолжувана заради направена грешка во самата евиденција, наместо како за трговец поединец е задолжувана како дојам. За да биде, значи, книговодствено чиста евиденцијата и врз основа на барањето, единствен начин во кој што го можеме ова да го исправиме во самата книговодствена евиденција е за да направиме трајно отпис на данъчно поварување и како што кажам, тоа е поради погрешно утврдена комунална такса. Дали има прашање по една точка на предлог? Не става прашање, група да се става се само по себе прашање, дали тоа данъчно поварување воопшто не работи како што треба. Не би рекла дека не работи како што треба, меѓутоа таму имаше промена на службеници и може би ете направен еден пропуст. Мислиш дека не е таков единствен случај, мислам дека има и други случаи, личен пример сум јас кога ми пуштив документ за неплатен данък да се ќе платен за данък. Помалку дојдем два пати во општина Демир Капија за да наради во компјутер и да кажат дека стварно наистина данък не платен. Значи нешто постои некаков проблем во данъчно поварување. Не знам, за тој за овој конкретен случај, значи тоа е образложението, како што кажат, настаната е грешка при самото задолжување на фирмата. Јас би прашал, става збор за траен отпис на данъчно поварување. Значи тоа е самостојност нема да плати. Не, самостојност нема да го плати само тој износ од 5800 денари, за кој што е неоправдано задолжувана, да. Меѓутоа она веќе со 2023 е веќе
намирени се сите обврски кон општината Меркапи. И во иднина, значи, за 2024 си е со 550 задолжено. Добро. Дали некој друг има прашање? Пошто никој нема прашање, петата точка предлог одлука за крајна основа на вашето предавување на дирекција на данъчно односно општина Меркапи до правна класа, која знака едногласно 9 гласа за закон няма одржано. Точка број 6 предлог програма за измени и допълнение на програмата за изработка на урбанистички планови во општината Меркапи за 2024 година. Тука е предлагачот. Колега Петко, поведете. Во програмата за изработка на урбанистички планови во општина Меркапи за 2024 година се прави измени и допълнение. Во глава 5 донесување на урбанистички проекти се додават две нови точки. Точка 20. Урбанистички проект во НОФАТ на урбанистички план за изградба на 30 киловолтен дамовод од локација на нова ТС 110/35 киловолти, кој е планирана на КП 414 и КП 415 во село Требник, општина Неготино до фотонапонска електрична централа Пржево као Пржево општина Меркапи. И точка 27. Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 1.1 и ГП 1.2 од измени на детален урбанистички план на делот Дук Попова Кула као Демеркапи општина Демеркапи. Со две нови точки се дополнуваат програмата. Ова е побавање на инвеститорите. Кој финансира измените? За точка 20 урбанистички проект во НОФАТ за изградба на 300 киловолтен дамовод Емит Солар, кој што веќе имаше претходно откупено од КНС локација за изградба на фотонапонски централи. Тие се во постапка за изградба сега, мислам, за донесување на планови проекти за далноводи и трафостаници, кои што треба да ги поврзат сите три купени локации за фотонапонски електрични централи до локација на нова трафостаница која што они ќе ја градат и со 110 киловолтен далековод да одат во трафостаница на НЕПС. Значи, они си ја покренат постапката со цел да ги врзат сите локации со далековод. А точка 27 е Винарија Попова и мислите. Прашањето беше што двете точки се од ист карактер, меѓутоа се со различни инвеститори за различни локации. Сега ги ставате во една точка за гласување. Што ако се одлучи за едниот да, за другиот не. Овака сме обврзани, прегорани, да можеме да ги гласаме и двете или да помнете или да не помнете. Што се спојни, не се раздвоени. Обично не очекуваме да се гласи за една да, за друга не, бидејќи станува збор за инвестиции кои што се поврзани со развој на општина Меркапи. Не очекуваме дека, мислам, велики до сега совет како што секојаш поздрава вакви проекти и планови. Значи, од искуство, за различни инвеститори, проекција, може за едното совет не е било добро, за другото е добре. Ама збојувате и сега не ставате предсочен чип. Зоран и пред тој програмата е една и на една седница, мислам, не може 10 точки да бидат за измени на програма. Се работи за различни инвеститори и за различна локација. Вака се, значи, тоа што спомна Јулијана, бидејќи двете точки се поклопија во исто време. И имаме совет само еднаш во месецот, и 20 инвеститори се има договор со времето. Значи треба, првично е на совет донесување на програми, инициативи, програми, добивање услуги, тоа е се време. Значи, ниеден од нив не може да чекаше еден месец, примерно. Не можеме две точки за измена на проектна програма. Тоа е Различно по-правилно би требало да бидат две различни. Мислам дека Тоа претходно не беше разговараме, добро да. објаснето, Зоран, едно од минатите Ја мислам седмици. дека никој од советниците нема да биде против иницијатива, никој става да сврши чин. Ја, колку што знам, претходно беше кажано дека
програма на иста седмица, знаем дека се во годишната програма, значи сите што се поготоа логички проекти се сите различни инвеститори. Борете, ама не, стварно, ако е различен инвеститор, има дилема тук. Предложите да се вземе одредена точка, доколку биде припатена, нека се иземе. Значи, сакате, че гласува поединечно за една и за другата. Значи, не е спорно. Па сега, не сакате така да правите, а и да правите прашање што се Не. Само да не влезем во дебата, повеќе господин Јанов. Сакам да прашам, значи, во една седмица, на една седмица не може да има во програмата 2 точки за урбанизам. Да. За истата Значи, работа. да има 2 совета, Да, една по друга. за да има Това една точка. Значи, програмата е една. Значи, сега не може да носиме предлог програма за измена на дополна на програмата за урбанични планови и пак втора точка, пак прво предлог програма за измена на Иста седмица може да има 2 точки. Програмата е таа. Треба Докато се случи, ние може да имаме една точка, точка 20, ако во моментот таа била предмет на Овие се поклопија со бавина. Па многу, тие треба да почити добре. Ние го носиме програмата, каже и Тони колегата, значи носиме глава 5, донесување на урбанички проекти со 30 точки. Јас се согласувам. Некратко, скоро секој совет има измена. Скоро секој. И сега ако одиме по некое правило да саме не Че те гледаш во пракса е дека го менуваме планот нон-стоп и не би било проблем иако е разделно. Значи, сакам да кажам дека програма која што најтрпи измени. И се јавуват инвеститори кои што некојаш и не ги знаеме туку ќе ни достават иницијатива. И значи ние врз основа на поставката која ќе се води можеме да ја дадеме на вака. Значи ако одиме со измена само на една точка, колку измени треба да има во период од една година, значи максимум е 11. А се јавуват инвеститори многу повеќе во текот. Да не влезем во дискусија. Иначе, ја би искоментирал само чисто, пошто коментарот на господин Стојанов може би е во ред да било поединачно, нели да бидат одвоени, и да гласат поединачно, меѓутоа со тоа согласно и со станите на општинската администрација, дека става збор за нешто што е за општо добро и за развој на општина, така да ето, ќе гласаме пак има некаква Поединечно се гласа. Точките 20 поединечно. Можете? Ако сакате, Сега не зборам за наредно која има видна по една точка повеќе измени. Знаете дека можете да си правите амандмани, може да си имате опции кои што можете да барате изземање на точка. Дали некој друг бара збор, односно која точка беше вече 15. Пошто никој нема разбор, да заклучувам претресот и ова предлог програма за измени и допълна на програмата за изработени урбанични планови на општина Великатне за 2024 година ја става на гласање кој за вашата државната предлог програма едногласно по-општо. 9 гласа за, нема против, нема воздържани. Точка број 7, предлог заклучок за изменување на тоа поминавме вече, поминуваме на осма точка предлог за градување на барања од физички правни лица. Молам запад на Денеска, значи, во почнот во 14 часот се одржа Комисијата за финансии и економски развој, на која беа разгледани следните барања. Односно беа препратени на Совет, затоа што имаше повеќе барања од физички и правни лица. Меѓутоа, мислам за тоа што беа со поодминат рок од 1
прилог има доставено извешка од специјалист. Не мора толку да што е, мога да се презентира за Да, знам, ама ако гледаме така, може би треба да го исклучиме. Јас може да ви предложам, значи може и пауза да се брат, си ги разбирате, па после поединечно да се ако веќе сакате да ги знаете. Пауза от 10 минути. Може и така. Да поразговараме по-обично далje, да пак би се вклучил в разговора.